За крај, остана да се објасни ресурсот Page, кој е всушност најважен и нуди најмногу можности. Пред да преминеме на главното, добро е да се спомене дека методите кои ги употребивме досега со качување на датотеките во приватните фајлови или со директно качување од хард диск не се баш најдобри, затоа што завземаат многу ресурси, завземаат голем простор од меморијата, а исто така трошат и голем сообраќај. А знаеме дека меморијата и трансферот, односно сообраќајот се скапи. Пример, една просечна PPT, PDF, DOC или друг тип на датотека може да завземе простор од неколку килобајти до десетина мегабајти па и повеќе. Една слика може да биде од десетина килобајти до десетина мегабајти. Една мултимедијална датотека може да биде од неколку мегабајти, MOV, MP4, FLV, до неколку гигабајти, WOP, MPG, AVI и така натаму. Значи, 5 до 6 такви од по неколку гигабајти би го истрошиле целиот простор за кој плаќаме. Кој е решението? Има ли решение? Постојат линкови каде откако ќе се регистрирате може слободно да качувате PDF датотеки и презентации. Такви се issue, SlideShare и script.com. Исто така, постојат линкови каде откако ќе се регистрирате може слободно да качувате слики и помали видеа. Еден линк кој е во подобрите за чување на ваши слики е Flickr. Може и да го видиме. Затоа вашите видеа може да ги качите и чувате на YouTube или на Blip TV. Сега да креираме еден нов ресурс од типот Page. Идејата е како содржината од Word документот, за чие форматирање имаме веќе изгубено доста време и кој веќе го употребивме, да се префрли како веб страна. Прво да ја копираме целата содржина. Ctrl-A за да селектираме се, потоа Ctrl-C. Потоа со Ctrl-V да ја снимиме истата во делот Page Content и да потврдиме со Save and Return to Course. Резултатот нема да биде она што го посакувавме, односно ќе видиме дека форматирањето е изгубено. И целиот текст треба повторно да се уредува, доколку сакаме да добиеме слично форматирање како во Word документот. Дали има поинакво решение на овој проблем? Сега прво ќе пробаме да го снимиме уште во самиот Word документот место со наставка DOC со наставка HTML како веб страна. При тоа се добива истоимена датотека, но со наставка HTML, а дополнително и папка со додатни датотеки за HTML датотеката, во кои се содржани и сликите од Word документот. Сега новата датотека со наставка HTML ја отвараме, но со десен клик и избираме Open with Notepad. Ја копираме целата содржина од Notepad, селектираме се со Ctrl-A, потоа Ctrl-C и се враќаме во курсот. За ресурсот Page избираме Ажурирај. Откако ќе избереме Ажурирај, избираме уред HTML извор, ја бришиме содржината од Page Content, а потоа во HTML средувачот ја копираме содржината која претходно ја зедовме од Notepad со Ctrl-V и кликаме Обнови. Сега се гледа дека го имаме саканото форматирање, но тоа што фали се 5 слики. Нив може да ги додадеме или од хард диск, или од приватните фајлови, бидејќи таму ги ставивме, или доколку ги имаме сликите на Flickr, ако претходно таму не ги поставиле. Прво, со десен клик, на местото од секоја слика избериме вметни уреди слика. Секоја од сликите може да ја преземеме од хард диск, од приватните фајлови или едноставно да внесиме URL. За да го земеме URL-то од Flickr, прво ни треба целиот код да го преземиме, како што претходно направивме, и да го одделиме местото каде стварно се наоѓа сликата. Откако ќе ги вметниме сите слики, треба да одиме на Save and Return to Course, а потоа може да го провериме резултатот кој би го гледале студентите од вака изработената Page.
Какви други електронски предавања може да се направат во ресурсот Page? Претходно беше представено како и каде може да се чуваат видеоматеријали, презентации, слики, PDF документи и слично, па страните каде ги чуваме нудат код за ембедирање со кој можеме да ги преземиме и гледаме истите како да се на e-училиште Ѓорги Наумов EduMK. Иако ресурсите ги чуваме на друго место, и при тоа сообраќајот се извршува на тие трети страни, а не на нашата страна, со што многу се заштедува. Например, клипот FF2 MP4, кој го качивме директно на нашата страна, можеме само да го ембедираме од Blip TV на следниот начин. Прво се копира кодот, кој е понуден под embed епизод на Blip TV. Потоа, креираме нов ресурс со име видео и во Page Content избираме уреди HTML извор и го копираме преземениот код, како што и претходно направивме. А за крај избираме Save and Return to Course. Резултатот може да го провериме ако се оди во токушто креираниот ресурс видео и ако се провери содржината. Покрај документите кои се наша собственост, општо на интернет, а посебно на страните кои претходно се наведени, може да се најдат голем број на електронски материјали од секаков вид, поставени од разни автори. Може да најдете многу такви материјали поврзани со вашиот курс, односно предмет, а со дозвола за ембедирање. Тоа се така наречените public датотеки, односно и за нив би можел да се преземе кодот со кој ќе ги ембедирате во вашиот курс. Ако одиме во курсот информатика за втора година и за ресурсот информатика 6 кликнеме на ажурирај, потоа во Page Content избереме уреди HTML извор, може да го видиме преземениот код од Issue. Тоа е всушност учебник по информатика во PDF формат, кој е поставен на Issue како книга. Може да се види ефектот на вртење на страни кој е доста интересен.